Баднике, со песните на коледарите и со литургии во православните храмови се одбележа и овој голем христијански празник, предвесник на Христовото раѓање. Најголемата прослава се одржа пред соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Ние го празнуваме Бадник заради Божик, затоа што рождеството Христо е причина за сите празници и чествувања во Светата Црква. Традиционално на овој ден се предава природниот бадникарски ќуп на новиот скопски кум. Годинава таа почесна титула Одборот за традиционална прослава на Бадник му ја додели на Димитар Јосифовски. Многу желби за здравје и пубава година на верниците им посакаа во денешниот здравицар Александар Џамбазов и градоначалникот на Скопје Трифун Костовски. Понекогаш да помислиме и да се потрудиме да исполниме барем по некоја од 10 Божи заповеди кои Господ Бог го бара тоа од своите овоземни чеда. Убеден сум дека ова 2008 година и на кумот, и нам како народ, и како верници, ќе ни донесе многу берике, бидејќи првите знаци Господ ги прати преку снегот. Граѓаните масовно се собираат пред црквите, палат свеќи и си го честитаат празникот. Орото и дабовите гранчиња се дел од празнувањето на Бадник. Традицијата да се делат бадникови гранчиња е стара 16 години. Пред толку време неколкумина стари скопјани формирале одбор за прослава на Бадник, откако виделе една старица дека не можела да си купи бадникова гранче. Затоа веќе 16 години на овој ден се делат бадниковите гранчиња заедно со чашка топла ракија.